jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing. Ајде да in видиме Jingle што Bell е она што за споредба или да направиме една компарација помеѓу 2017 и 2018 во македонскиот спорт. Во 2017 година Македонија доби европски првак во клупскиот ракомет, а добивме и учесник во Лигата на Европа, барем што се однесува до фудбалот. 2018 не може да се каже дека беше најуспешната спортска година во Република Македонија. Во 2018 година фудбалската репрезентација на Македонија, она А селекција, даде ни позитивни резултати кои што веројатно ќе ја градат иднината на фудбалот, барем на репрезентативно ниво, ако се земе в предвид и дека барем оние фудбалери кои што играат во првите 11 во репрезентацијата веќе направија и одлични трансфери во многу звучни фудбалски клубови. Исто така женската ракометна репрезентација е за поздрав, меѓутоа и овде е и неверојатниот Кире Лазаров. По што ќе се сеќаваме во 2018 во поглед на македонскиот спорт, Дамјан Николовски со својата репортажа. Македонската машка фудбалска репрезентација 2018 ја одбележи со пласманот во полуфиналето од Лигата на нации на УЕФА. Таму во 2020 ќе играат против Косово и ако успеат да го минат предизвикот во полуфиналето и во финалето, ќе изборат историски пласман на европско првенство. Можам да кажам дека сум задоволен што конечно Македонија во улогата на фаворит сосема е оправдана на сите надпревари. Ако во минатот имавме проблеми со репрезентацијата од овој ранг, нели, знаеме што се случуваше во минатото со вакви репрезентации, Македонија буквално во оваа Лига на нации се справи со тој нели со таа фаворитска улога и сосема ги оправда очекувањата и Селекторот Игор Ангеловски очекува неговите избраници добро да се представат и во стандардните евроквалификации, но исто така потенцира дека пред нив е исклучително тешка задача. Мислам дека тоа се изедначени репрезентации, меѓутоа репрезентацијата која Македонија воопшто не стравува и мислам дека со верба во нашиот квалитет можеме да бидеме победници и учесници на Евро 2020. Македонија 2018 ја затвори како 68-ма светска фудбалска сила, а ова е 8 места напредок за една календарска година. Македонската женска ракометна репрезентација во годината која изминува успеа одново да се врати на посакуваната патека. Избраничките на Симе Симовски се изборија за пласман во баражот на светското првенство во Јапонија. Последна пречка за обезбедување учество на планетарниот собир е двомечот против Словенија. Сонот ми е нормално и на секој спортист, на секој тренер, секој селектор да биде на едно големо надпреварување. Светското првенство во Јапонија е блиску, а далеку, нормално, 2 надпревара се со репрезентацијата на Словенија, која не е за подценување, едноставно треба предпазливи да бидеме, нема што да губиме, едноставно ќе се надмудруваме со нив. Ја избегнавме Норвешка, Данска, како што напоменав, добивме некој вели посакуван противник, нормално, балкански противник, меѓутоа, познавајќи ги дел од тренерите, нивниот стручен штаб,
би бил предпазлив и нормално со една добра стратегија пред се со раководните луѓе на Ракометна федерација, со стручниот тим, заеднички да оствариме услови за еден добар бараж со Словенија и ако даде Господ да се радуваме на крај нив. Нашата женска сениорска ракометна селекција нема учество на големо надпреварување цели 6 години по учеството на Европското првенство во Србија во 2012. На последниот бараж за пласман на светско првенство, Македонија беше елиминирана од Шведска. Пред македонската машка ракометна репрезентација е нов сериозен предизвик, светското првенство во Германија и во Данска. Нашиот национален состав со видно изменет тим, без неколкумина стандардни ќе се обиде да го подобри впечатокот по оној неочекуван пораз од Грција. За разлика од репрезентацијата, капитенот Кирил Лазаров има уште една неверојатна година зад себе. Повеќе признанија, награди и почести. Кирил Лазаров е нашиот најдобар спортски репрезент во 2018 во изборот на Агенцијата за млади и спорт. Знаете како задоволен, јас сум амбициозен човек, што и да ми се случи, никош не сум задоволен, секој сакам и мислам дека може подобро, меѓутоа стојам цврсто на знеме и знам што сакам во одреден период и што сакам да остварам, иако некоја желбите не се остваруваат така како што имаме замислено, меѓутоа цврсто треба да се верува во тоа. Доколку заслужиш, доколку се трудиш, доколку работиш, мислам дека порано или подоцна тоа ќе ти се оствари. Европската ракометна федерација пак го номинираше Кирил Лазаров во најтесниот избор на 10 најдобри ракометари во Лигата на шампионите. Ние сме стално на големи надпреварувања на меѓународна сцена и секогаш во овој тајминг, како да кажам, некако сме хендикипирани за да не можеме овој период од годината, кој што е најубав, да го поминеме со своите најблиски. Напротив, го поминуваме тука заедно со моите колеги од националната репрезентација. Значи се даваме, се трудиме и работиме за нашата држава Македонија и веруваме дека желбите кои што ги имаме и амбициите, предизвиците ќе ги оствариме. Рекордерот на светските и на европските првенства верува во нашата ракометна мудрост, посакува успех и добри резултати на мундијалот кој Македонија ќе го започне против селекцијата на Јапонија на 11 јануари во првото коло од групната фаза. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and really that's not a lot. Been an angel all year. Да, еве назад во отвореното студио, еден почитувани на еден ТВ, потекот на целиот ден. Имате можност преку нас во живо да ја видите атмосферата од градскиот плоштад тука во центарот на Скопје. Она што е забележливо, а и што претходно верувам можевте да слушнете и погледнете, тонската проба на популарните парни Ваљак. И сега моментално е мирно, меѓутоа може сигурно ќе се уклучи во текот на да се забележи дека веќе се зголемува бројот на граѓаните тука на градскиот плоштад, се полни, иако во текот на целиот ден за волја на вистината имаше многу посетители и на новогодишните тезги, а и ни правеа друштво тука во нашето студио. Па еве во ова студио повторно ни прави друштво Славчо Поповски. Славчо, можеше ли да се предвидат овие? Не е толку ладно. Не е толку ладно, ама може ли да се предвидат овие температури? Да, секако
може, нормално, очекувани се, но уште поладно овие температурите ги прави ветерот кој го имаме, не е многу јак во моментов, но сепак северниот ветер кој го има ги прави температурите да се уште пониски од реално измерените. Инаку во текот на оваа новогодишна ноќ имаме претежно облачно време. Локално ќе има слаби врнежи од снег, значи ништо посебно, особено во северните и северозападните. Вечерва не може да се радуваме на преминот од 2018 во 2019 на снег. Па, може да се каже и не, затоа што тие врнежи кои се очекуваат се локални и сосема слаби по интензитет. Она што е актуелно во моментов е тоа што веќе од среда навечер под влијание на поларен воздух од север ќе дува засилен северен ветер, а ќе бидеме под влијание и на влажен воздушен бран кој ќе услови врнежи од снег на повеќе места, со што ќе дојде до формирање на снежна покривка и на пониските места, додека на повисоките места ќе се зголеми дури за над 30 сантиметри. Оние што сега не гледаат во моментов, ако што ќе слават на отворено, совет од тебе за крај? Па да се облечат потопло, поради тоа што температурите во текот на ова веќе ќе се спуштаат во интервалот од -5 до 2, во Скопскиот регион некаде од околу -2, -3 степени. Добро, Славчо, фала ти за информациите. Благодарам и на вас и среќна нова на сите граѓани со желба за уште поуспешна година и само успех да ја прати на сите граѓани. Благодарам, Славчо. Така е, а сега, почитувани, во прилог ќе го погледнеме и слушнеме репортажот, односно прилогот кој што го подготви колегата Антонио Крстевски и она главно прашање да видиме што сработеа градоначалниците во 2018 година. Турбулентната година на политички план во Македонија ги засени градоначалниците, особено оние од внатрешноста на државата. Името НАТО, Европската Унија, вработеноста и невработеноста. Овие теми го земаа приматот, па јавноста малку подзаборави на локалната самоуправа. Но дел од градоначалниците не успеа да избегаат од судот на јавноста. Тоа беа скопските. Меѓу нив се издвојуваше името на градскиот татко Петре Шилегов. Него јавноста му замеруваше за неколку работи, но меѓу нив најмногу прашина се крена за загадениот воздух и сечењето на дрвјата каде треба да поминува главната цевка за Скопскиот гасовод. Протестите на иницијативата Го сакам водно на крајот резултираа со запирање на сечата и градежните активности. Но Скопскиот градоначалник остана на ставот дека гасоводот е исклучително значаен проект за скопјани, а проблемот со загадувањето не може да се реши преку ноќ. Комплексно е прашањето на амбиенталниот воздух, не може да се реши на начин што градоначалникот или било која друга институција може да го најде копчето за да го прекине загадувањето, ќе треба да смениме дел од своето поведение, своите навики, а ние како институции да воведуваме и мерки кои што не се до крај популарни. Гасификацијата која што по наша проценка ќе кошта меѓу 50 и 70 милиони евра ја доведе до домовите на скопјани, особено во деловите што се неопатени со централното грејење. Генерално сите скопски општини, некои помалку, некои повеќе го имаат проблемот со загадувањето како врвен приоритет и тема на која граѓаните најжестоко реагираат. Но според последните истражувања, на скопјани освен загадениот воздух, следното што најмногу им пречи се дивите депонии и кучињата скитници. Најразвиената скопска општина, Центар, пак години наназад, мака мачи со урбаната мафија. Пред една деценија, токму на територијата на Центар, почна да се гради Скопје 2014, проект кој чинеше стотици милиони евра, а последици општината допрва почнува да чувствува. Годинава прв пат беше донесена одлука за стопирање на голем број градби од страна на Центар. Ние по доаѓањето на позиција го спремивме и тоа за прв пат е воведено во една општина, тоа е мораториумот за градби, што значи отпочнување на сите нови постапки. Нажалост имавме неколку наследени постапки кои што претходно биле започнати до одредени фази во кои што се што ќе направите потоа може да предизвикува било какви правни последици за општината.
Општината со најзагаден воздух во главниот град, аеродром, и во 2018 како и остатокот од градот, не најде решение да излезе на крај со овој проблем. Но и тука, како и во центар, се појави проблем со една парцела, за која дури на протест се кренаа дел од граѓаните. Стануваше збор за имот кај мајчин дом, каде изградбата на кратко беше стопирана, но на крајот општината и покреветувањата дека таму нема да се гради стамбена зграда, попушти, бидејќи инвеститорот ја имаше целосната документација од сите државни институции. Секако за тоа вината ја префрлија на претходното општинско раководство. Да биде јасно, ова се фактите. Претходното раководство на општина Аеродром, предводено од ВМРО ДПМН, го донесе ДУПИ 10 ненајавено и без дебата. Ваквото постапување предизвика бурни реакции во јавноста. А јас лично ги поддржав жителите на Аеродром во борба против пренамена на земјиштето во мајчин дом од Д1 во А2 стамбено домување. Аерозагадувањето и недостатокот на паркинг места поради непланското градење во минатата деценија, според градоначалникот на Карпош Стефан Богоев, се најголемите предизвици со кои се соочува неговата општина. Во новогодишното интервју, Богоев вели дека токму тоа биле и областите во кои во 2018 било посветено најголемо внимание. Тоа е едно, како граѓанин, гледиште кое што верувам дека и добар дел од граѓаните го споделуваат, но ако треба да кажам и како градоначалник, токму на овие проблеми работевме во изминатата година, ќе работиме и во наредна. Сериозен број на нови работници ангажиравме за зголемување на хигиената во општината, намаливме дел од луксузниот возен парк на општината за да набавиме комунално возило за подигање шут, смет, лисија и ѓубришта на територија на општината. Во својот отчет пред граѓаните, првиот човек на Гази Баба Борче Ѓоргиевски истакна дека многу време и енергија во минатата година му одземало враќањето на старите долгови, наместо да се посвети на новите проекти. Оваа општина Ѓоргиевски ја наследил со долг од 125 милиони денари. Во 2018 успеал да врати 50% од вкупниот долг и да отвори простор за спроведување на проектите од неговата програма. Градевме по план. За ова година изградивме и рехабилитиравме повеќе од 30 улици. Ова година асфалтиравме улици со вкупна должина од 10 км. Изградивме водоводна мрежа во должина од 5800 метри. Канализацијска мрежа долга 3200 метри. Градевме и пешачки патеки и тротоари, чија должина изнесува 5300 квадратни метри. Болницата за лекување на зависници е еден од најсериозните предизвици со кои се соочуваше општина Кисела Вода. Граѓаните реагираа дека околу објектот се расфрлани искористени шприцеви и игли, а таму неретко минуваат луѓе и деца. Друг проблем со кој годинава која измина се бореше Кисела Вода е недостатокот на паркинг места, кој се поочигледно е дека станува хроничен проблем во соседните општини на центар. И повторно за овој проблем вината се вара во минатите гарнитури кои управувале со општината и непланското носење на деталните урбанистички планови. Но, еден од градоначалниците посебно се извои со скандалозен настап пред наставници и ученици во основно училиште. Маријанчо Стојановски од Демир Хисар. Заборавате дека во номер работи, заборавате дека ги слушам сите телефонски јавања, одење од куќи и така натаму. Значи се признавате дека не треба да ме пресушувам. Веднаш по објавувањето на видеото, премиерот Заев изјави дека против Стојановски е покрената истрага, но истата до крајот на годинава немаше разрешница.
Најавно го привршивме овој прв блок од отвореното студио 1 во живот, градскиот плоштад. Она што нас ни останува, односно мене и колегата Чаловски е на почетокот да ви честитаме. Среќна нова година. Секако и сите среќни празници, иако ќе се видиме за волја на вистината повторно. Да ви посакаме мирна и успешна година и секако реализација на сите полиња. Јас ќе ви се заблагодарам во моje име и во име на 1TV, секако за тоа што бевте со нас денеска директно овде од градскиот плоштад. Ја проследивме оваа новогодишна еуфорична, јас и Јана барем ја проследивме, но овде не завршува секако студиото. Следни кои што ќе ги гледате овде од градскиот плоштад се ексклузивците кои што ви носат една поразлична програма. 2018 нека остане за нас и во 2019 година барем Јана да имаме некои помали политички турбуленции. Така, една помирна година. Затоа реков мирна, да. Да. Среќна нова година.